Комплетното раководство на новоформираното државно претпријатие за водостопанство на Македонија денеска оствари работна средба со градоначалниците на општините од источниот регион. На средбата се договорени потребните мерки заоспособување на главната и деталната каналска мрежа за навремен почеток на наводнителната сезона. Како што истакна директорот на водостопанство на Македонија Ромео Тренов, на 15 април сите водокорисници во подсистемите на Брегалница мора да добијат вода за наводнување. Целта ни е да се донесе вода, да се однесе вода до водокорисниците во моментот кога започнува сезоната, односно тоа е 14 април. На состанокот беа присутни 9 градоначалници, односно сите градоначалници кои што се под подружница на водостопанство Брегалница. Како што кажав, значи целта беше со нив да се исконсултираме, да ги видиме точните проблеми. Веќе денеска на пат е машина која ќе дојде и ќе влезе во полето, значи ќе почне со чистење. Понатаму во текот на наредниве денови ќе дојде уште една помала машина од скипер, која што исто така може да заврши работа во некои помали зафати. На крајот на февруари ќе ни дојде уште една машина и потоа во постапка е преговарањето за машини кои што ќе дојдат и овој дел од државата, значи кој што има објективно најмногу проблеми, но и најголем, ќе посветиме повеќе внимание за да може навремено да се пушта вода на водокорисниците. Значи можеме да ветиме дека ќе дадеме се од себе. Тоа е терен, значи се работи за теренска работа, не се работи за некаква канцелариска задача која што може да изработи неколку луѓе. Ние ќе дадеме се од себе на 15 април луѓето да добијат вода. Затоа се сите градоначалници тука од овој регион, тие се понудија да помогнат колку што може повеќе. Тука се представници од мојот стручен тим, исто така представници од подружницата Брегалница и ќе дадеме се од себе на 15 април да има вода. Тоа е едно ветување кое може да го дадам. Другото е терен. Целокупната механизација со која располага водостопанство, како и механизацијата која ќе обезбедат општините, ќе биде вклучена во пробивање на каналите за квалитетна дистрибуција на вода. Во овој дел од годината акумулациите се во, да речем, нормална состојба, нема никакви проблеми од, мислам, некакви предупредувања дека може да има поплави. Се разбира дека нема некои снегови и води кои се очекуваат големи, така што и есента и пролета ова работа ни одеше во прилог, можам да кажам во прилог за нас бидејќи сме ново формирани, па можеше да се случи веднаш уште првиот ден кога се формиравме да излегуваме на терен и да санираме штети од поплави или слично. Времето ни оди во корист и очекувам веќе се екипиравме и понатаму проблемите да ги санираме. Значи веќе тука се работи на тој дел, се чисти дел во реката Брегалница на територија на општина Карбинци. Исто така и се чисти оде во Чешиново, Блешиново, така наречениот бугарски канал, тоа се средства од Министерството за животна средина и од Министерството за земјоделство, односно управата за водостопанство, така што веќе активностите се започнати и ние очекуваме да ги следиме состојбите, особено на овој дел и на другите, да речеме Пелагонија, Струмечките регион, каде што се подложни на проблеми од поплавување. Според договореното на состанокот, земјоделците од источниот дел на државата може да очекуваат квалитетна наводнителна сезона, што е основен предуслов за зголемено земјоделско производство.